Добри ден за Јове Кекиновски, председателски кандидат на конвенцијата на ВМРО-ДПМН, која ќе се одржи на 1 март. Прилично сте лут последниве денови околу кампањата која се води. Обвинивте дека се води веќе подготвена кампања на досегашниот председател Ѓорѓе Иванов. На интернет страниците напишавте дека кружат линкови кои веќе го покажуваат готовиот плакат на председателските избори. Претходно коментиравте на Facebook. Исто така му се спротиставивте на Иванов. Што се случува, господине Кекиновски, во ВМРО-ДПМН? Па јас не знам навистина што се случува во ВМРО-ДПМН, меѓутоа гледам што се случува во јавноста и не би рекол дека сум лут, туку сум принципиелен. И токму утрешново сабелешново соопштение кој што го пуштивме беше резултат на она што го видовме по социјалните мрежи, однапред подготвени плакати, и ние сакавме, односно реагиравме до раководството на ВМРО-ДПМН и побаравме да се изјасни дали тоа направено е намерно, односно од некој член на партијата или ненамерно, дали е некоја подземна кампања или пак евентуално подметнување. Јас очекувам да бидат принципиелни и доследни и да одговорат на ова прашање во текот на денешниот ден, каде што би елиминирале секоја сомнеж во една нечиста кампања која што се води овие денови. Тоа ли е само делот на нечистата кампања за која говорите принципиелно и недоследно е според вас исто така што досегашниот председател Иванов собира потписи зад кои стојат потписи имаат ставено така некои луѓе кои се представуваат како интелектуалци, например, но и врвот на партијата. Луѓето кои ја водат партијата и државата, конечно, Ставревски, Илија Димовски, Антонио Милошовски, тоа се важни луѓе во ВМРО-ДПМН. Па важни, се зависи од кој аспект гледате колку се важни тие, меѓутоа мислам дека е непринципиелно во една ваква ситуација да високи владени и партиски функционери настапуваат во прилог на кандидатурата, односно да го мотивираат или под наводници да го замолат постојниот председател да прифати уште еден мандат. Велам непринципиелно од причина што тие доколку тоа сакаат да го направат, мора претходно јавно да се изјаснат во јавноста дека тоа го прават на една индивидуална основа, дека го прават на една лична основа, а не како високи партиски функционери. И тука исто јас така побарав од раководството на партијата, слушнав кога во текот на вчерашниот ден генералниот секретар на партијата во својата изјава кажал дека тоа е на индивидуална основа, дека тоа не го поддржува и председателот на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, како и да е, она што е уште пострашно, ние имавме една граѓанска иницијатива, под наводници граѓанска иницијатива, па испадна дека тоа е иницијатива на делегати на самата конвенција. И видите колку од нив подпишани се делегати на самата конвенција, што во старт дава една неравноправна стартна основа на сите. Што значи во старт? Значи протежирање на одреден кандидат. И оттаму јас имав една средба со раководството на ВМРО-ДПМН и побарав, без разлика кој на кого дал подпис, да раководството на партијата се огради од тоа, да каже дека е тоа на индивидуална основа, кандидатурите какви такви се поднесени, некој храбро сам си ја поднел, некој го молеле да ја поднесе, некои сигурно ќе поднесат уште во текот на денешниот ден кога истекува рокот, да излезат и јавно да кажат дека без разлика кој како се кандидирал, сите имаат иста стартна основа, сите поаѓаат од 0 гласови, значи нема никој фаворизиран кандидат во како никој нема. Ви велам тоа се влијателни луѓе во партијата. Сигурно дека се влијателни. Кој го протежираат Ѓорѓе Иванов? Знаете што, беше страшно е тоа што тие луѓе во партијата се високи партиски функционери и што истовремено се и делегати. Значи тие во старт својот глас го дале за еден од кандидатите и сигурно дека јасно е кажана нивната намера за кој ќе гласа. Не пропаѓа ли со тоа кандидатурата? Не, нема да ми пропаде напротив кандидатурата, туку јас ќе излезам коректно, честно ќе се борам на таа. Колку луѓе има на конвенцијата? На конвенцијата има 1300 луѓе, сепак се тие, видете, стотина кандидати кои што можеби имаат поголемо, помало влијание, немој да мислите па дека тие се па толку авторитетни во партијата да кој знае колкав е нивниот авторитет. Го минимизирате нивното влијание.
Ставревски е вице-премиер на Македонија, например. Па проверете го рейтингот на Ставревски и ќе ви биде јасно. Проверете ги симпатиите на Ставревски во членството и ќе ви биде јасно. Мал рейтинг ли има? Па не знам. Сте правеле ли анкета? Правиме анкета и мислам дека е многу мал рейтингот токму на заменик. Кој стои зад вас? Колку луѓе од рековте 1300 членови дека станува збор на конвенцијата кои ќе гласаат? Па јас очекувам со мојот говор, со мојот принципелен настап да обезбедам мнозинство и да победам на конвенцијата, меѓутоа не би ме изненадило и да освојам многу малку, дури и 0 гласови. Тоа впрочем нема да биде мој пораз. Тоа ќе биде еден нечесен пораз, меѓутоа ќе имаме една срамна победа од друга страна. Доколку се одвиваат работиве вака како што се одвиваат. Јас сакам да излеземе ние од таа конвенција сплотени, да победи најдобриот, да победи разумот, да победи свесното, совесното убедување и гласање на кандидатите, да во тој момент кога ќе дојдат на гласачката кутија, ги абстрахираат сите овие притисоци, го абстрахираат она што го направија високите партиски функционери и едноставно слободно да го дадат својот глас за оној кој што мислат дека најдобро ќе ја представува нашата држава. Не ми одговоривте. Имате ли поддршка од членството на конвенцијата кој ќе? Јас имам генерално поддршка не само од народот, туку и од најголем дел на членството на ВМРО-ДПМН. Луѓето кои што работат со мене ја поддржуваат мојата кандидатура и целосно стојат зад мене. Тоа е огромен број од членството. Меѓутоа во овој момент јас не можам да ви кажам колку од делегатите ќе застанат зад мене, бидејќи ако го видите списокот на делегати. Немате сигурна бројка. Па не можам да имам сигурна бројка, бидејќи најголем дел од нив, ако видите, се вработени во буџетски институции, функционери кои што извршуваат одредена функција во државата. Лидерот на ДУИ Али Ахмети го одби името на можен кандидат на ВМРО-ДПМН дека би можел да биде Ѓорѓе Иванов. Побара консензуален председател, вие претходно се изјаснивте за тоа, но сега е важно дека сепак со оглед на тоа што се собираат потписи за Ѓорѓе Иванов, за господинот Иванов, досегашен председател, што значи тоа за коалицијата ВМРО-ДПМН и ДУИ? Па јас не знам какви се односите моментални помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Честопати во досегашната, нели она минат период на... Што ќе значи тоа за изборите тогаш? Па сигурно... Ако, заради тоа што се извинам, ДУИ веќе најави дека е можно да повика на бојкот, да го повика албанското гласачко тело на бојкот доколку излезе Ѓорѓе Иванов. Знаете што, ДУИ долго време го најавува тоа и се очекуваше дека ќе остане принципелно на својот став дека нема да го поддржи Иванов, меѓутоа таа се уште не се изјаснила по однос на мојата кандидатура. Што ако јас победам? Мислам дека тие полесно ќе прифатат еден принципелен човек кој што се држи до уставот и законите и кој што бара исто од сите граѓани на Република Македонија без разлика на етничката, верска, политичка припадност да го почитуваат уставот и законите на Република Македонија. Мислите или сте разговарале со одредени челници на ДУИ? Како тогаш очекувате од нив поддршка ако воопшто не сте разговарале? Се лобира господин Кекировски за поддршка? Видете, јас јавно и гласно го кажав својот став, ја понудив својата програма и сите граѓани на Република Македонија, сите политички партии можат да се запознаат и доколку сметаат дека заслужувам нивната поддршка во овие ден-два кои што ни престојат, сигурно можат јавно да ја дадат, а нека не ве чуди и да ја добијам поддршката од голем број на други политички лидери кои што кои например? Па можеби од коалицијата, па меѓутоа можеби од партиите на власт. Дали имате најави или само фантазирате за поддршка? Не фантазирам, јас сум бил многу јас сум оптимист, меѓутоа сум реален оптимист, никогаш не сум бил фантазер, нема да бидам. Моите тврдења, моите ставови ги базирам на реални основи информации. Работите ли на тоа? Разговарате ли? Сигурно дека работам. Меѓутоа морам да кажам дека со албанските политички партии апсолутно со никој не сум разговарал, ниту некој побарал за волја на вистината со мене да разговара. Меѓутоа со оглед на она како се одвива ситуацијата, можно е се да се случи овие денови да разговараме. А за кои лидери други станува збор? Па еве денеска видовте ставот на Љупчо Георгиевски по однос на постојниот председател. Тоа јасно кажува колку ужива симпатија, не само кај опозиционите партии, туку и... Уживате ли симпатија кај господинот Љупчо Георгиевски? Па мислам дека малку поголема од причина што сум се покажал како доследен, како принципиен. Зошто не ме поддржи тогаш јавно? Па
Зашто Има не време, застане? има време, меѓутоа јас во овој момент не ја барам поддршката од другите политички партии, јас ја барам поддршката во мојата матична партија, партија која што сум ја основал, која што сум ја градел долго години и партија која што чија поддршка ја барам од делегатите на самата конвенција. Старото крило на ВМРО-ДПМН ве поддржува ли? Па мислам дека следите во јавноста дека имам апсолутната нивна поддршка. Кои сте тој луѓе? Па тие се луѓе кои што ги ставале темелите на партијата, кои што ја граделе оваа партија. И не само старото. Јас мислам дека во овој момент поддршката на председателот Иванов е воглано од оние луѓе кои што се во институциите на системот, кои што дојдоа во партијата во последниве неколку години, кои што сменија голем број на политички партии, јас ги велам мултиколорни. Мислам дека сите испитувања и сите информации говорат дека таа е структурата која го поддржува. Другото членство мислам дека Старото крило практично е зад вас. Па не само старото, и малку помладото, меѓутоа не и најмладото, очигледно според овие сите информации како што доаѓаат до нас. Олигарците, например? Кои се тие олигарси? Кажете ми, набројте ми некои. Олигарците кои се блиски можеби до ВМРО-ДПМН. Еве, например, Минчо Јорданов. Не велам дека е близок до ВМРО-ДПМН, но е влијателен олигарх. Не знам зошто би барал. Дали бизнес крилото е практично? Па немам јас со ниеден бизнисмен, немам потреба во овој момент да правам се што правам. Ако мислите во делот на финансирање, го правам од своји лични средства, од оној скромен мој професорски буџет. Моќта е во парите, и за тоа ве прашам дали имате поддршка од бизнес елитата. Не сум разговарал со бизнис елитата, мислам дека е рано да разговарам. Обично, знаете, бизнисмените секогаш се доаѓаат оној момент кога ќе видат дека е некој сигурен кандидат, можеби отпосле би разговарале. Сега сигурен кандидат не изгледа ли Ѓорѓе Иванов, ако знаеме дека целиот врв на ВМРО-ДПМН се подпишува зад него? Знаете, сигурен кандидат ќе биде оној момент кога ќе заврши конвенцијата и кога ќе ги покажат резултатите. До тој момент никој не е сигурен. Добро, јас благодарам што. Ви благодарам и на вас.